Како започнува една успешна спортска приказна? Може би пред се со огромна љубов кон спортот, пасија, карактерни црти на дете со изразена желба за надпреварување и победа, голем талент и напорен тренинг. Или пак не. Што доколку едно дете ја нема таа пасија, но може би има силни предиспозиции за спортување за кои самото не е свесно. Што доколку и родителите не ги забележуваат. Кој е тој што треба да ги забележи и како во таа ситуација треба да постапи? Долгорочната спортска стратегија за постигнување успеси на индивидуално, односно национално ниво, започнува со добар план и знаење како да се привлечат поголем број на деца кон спортот, а потоа исто толку важна е и нивната соодветна селекција. За тоа како во моментов се одвива тренажниот процес на најмладите спортски сили во еден од најпопуларните спортови на ова поднебје, а тоа е ракометот, и за тоа во кој дел во моментов тој процес е успешен, а каде му недостасува корекција, односно подобрување, ќе разговараме денеска. Несомнено, ова е тема која ги засега децата кои спортуваат, со акцент на ракометот, нивните родители, тренери, наставници и секако системот од кој што сите тие се дел. Називот на проектот Ракомет за секое дете самиот доволно говори која е и неговата цел. А како успешно до целта, денеска разговараме со координаторот на оваа идеја која веќе трета година функционира и се реализира, тренер и поранешен ракометен репрезентативец на Македонија, Горан Ѓоргоновски. Работата со децата верувам дека е преубава и преблагородна, меѓутоа истовремено тоа е нешто што значи голема одговорност и нималку лесна задача. Но како и да е, децата морат да добијат вистински насоки доколку сакаат во било кое нешто во животот натаму да успеат, па така и во спортот. Имаме денеска интересна тема со мојот соговорник и се надевам дека ќе го задржи вашето внимание и многу поважно дека ќе биде едукативна, особено за оние кои што веќе во најавата ги спомнав, а се дел од овој процес, децата кои тренираат, нашите млади надежи, нивните родители и оние кои што се тука да ги едуцираат, односно тренерите. Му посакувам добре дојде во Ферплей за прв пат на Горан Ѓоргоновски. Добре ве најдов, Јана, благодарам на поканата. За мене многу важна тема и сме зборувале на темава често настрана од камерите, но еве сега конечно прилика за ова. Веднаш стартувам со ракомет за секое дете, затоа што тоа звучи многу убаво и соодветно на тоа што е идејата која ја имавте. Па еве веќе трета година функционира. Да. И дали може да кажеме дека во моментов во Македонија ракометот е нешто достапно за секое дете? Да, уште еднаш поздрав до твоите гледачи. Јас би сакал прво да кажам неколку збора околу самиот проект. Значи ракомет за секое дете се роди, да кажам, некаде септември 2021, сега пред месец-два му славевме вториот роден ден и ја почнавме третата сезона. Составена од 3 сегменти, тоа е школа за ракомет во Скопје и во Велес во моментов, во неколку општини во Скопје и во градот Велес. Имаме јуниор куп, тоа е турнирски систем во мини ракомет за децата од нашата школа и ракометниот камп 40/20 како синоним за ракометниот терен, димензиите на ракометниот кој се одржува 2 години, ова треба да биде трета година во Охрид. Опфаќа деца од 6 до 13 години, значи до она возраст која треба да се приклучат на клубски, некаква селекција пионерска, помлади пионери и така натаму. Од аспект на проектот опфаќа околу 220 деца, имаме 7-8 тренери во школата. Спомнавме и сега пред емисијата малку, значи сите наши тренери се професори по физичка култура, луѓе кои што работат со деца, тоа им е професија во животот, поранешни ракометари, поуспешни, поуспешни и така натаму, и пред се бирани како луѓе. Јас знам да кажам последно време нормални луѓе, затоа што работат со исклучително
осетлива група Точно. на деца. Споменавте Скопје и Велес, значи дека другите градови чекаат и таму да се прошири приказнава или рано е да се зборува за тоа? Во моментов ние имаме барања од неколку школи надвор од Скопје да се приклучат. Искрен да бидам, не се чувствувам подготвен во моментов со цел габарит што го имам или го немам позади себе да влезам во приказна таква, а да не можеме да испорачаме еднаков квалитет. Отварањето школи на некоја поголема дистанца од Скопје бара и подруга организација околу овие турнири, јуниор куп што ги викаме ние. Децата треба да ги организираме да дојдат, тоа се станува малку гломазно. Ќе кажам, во минатото ние имавме КЛ7 куп кој се одржаваше исток, запад и север, значи на поделени три реони, затоа што децата се на релативно мала возраст и не треба да си дозволат голема дистанца ради родителите, сигурност и така натаму. И затоа викам, од тој аспект ние сме заклучиле во моментов дека не сме подготвени, што не значи дека во иднина, иначе како потреба е насушна, затоа што еден од проблемите на македонскиот спорт, можеби за ракометов јас можам да тврдам, е надпреварите кои што децата ги играат од таа најмала возраст, а тука се вклучени и социјализацијата, тука е вклучено и искуството, тука е вклучено и анимацијата на децата како основа да тие продолжат да останат во нашиот спорт. Поентата на ова што ние го работиме во моментов беше тукму тоа да ракометот го однесеме и во некои населби кај што нема, затоа што децата се на возраст на која што родителите мора да ги носат на тренинг, не се тие деца самостојни кои што можат сами да одат. Ние гледаме по некоја дијагонала на Скопје да сме присутни од Карпош до Лисиче, сега наскоро и во Драчево. Значи таа е една, да кажеме, на линија на движење кај што родителите можат, секако дека нема секогаш да ги задоволиме сите родители да им биде тука, но не можеме каде сакаме затоа што немаме секаде отворена врата и немаме секаде позитивен одговор. Споменуваме возраст од 6 години. Што тоа значи? Дали, верувам дека тоа е плански направено, меѓутоа дали е тоа соодветно време и најдобро време кога веќе едно дете сака спорт да започне. Со цел прво да видиме дали има и предиспозиции и така натаму, значи поред да одат скалила. Значи возраста што ја спомнавте од 6 години, нашиот проект, нашата школа го има во својот план од минатата година. Претходно сме го немале, дури и претходно кога сме работеле на други проекти. Затоа што вообичаено децата со социјален спорт, спорт со топка, почнуваат на возраст над 8 години. Подоцна? Да, над 8 години. Но модерното време не дозволува децата до таа 8-9 година да се здобијат со потребните моторички способности за после да можат да одат на некој спорт. Значи, и од една страна, а од друга страна, содржината што ја нуди конкретно за Скопје во однос на таа возраст, нема доволно содржина за тие родителите на децата на таа возраст која што е, јас имам ќерка на 6,5 години, знам која е таа енергија на таа возраст која што треба да се истроши и да се канализира. Така да од минатата година ние имаме групи кои што се од 6 до 8 години, значи тоа е припрема за тренинг за ракомет. Тоа е возраст кај што децата работат по една друга програма, кај што е застапено во голема мера моторика, координација, агилност, стартна брзина и нормално запознавање со основите на ракометот и не само на ракометот, затоа што водење топка не е некое нешто што треба да го знае детето само за ракометот, што и да спортува во иднина, затоа што ние како проект продуцираме деца кои што во иднина ќе завршат и како кошаркари,
можеби како фудбалери и како одбојкари. Тоа тука нема никако. Да, ова има можеби прво среќавање со спортот и тука нема ништо спорно и ние сме свесни за тоа и тоа не е нешто страшно. Нас ни е драго ако тие продолжат некаде, да не застанат после 8-9 години, да останат дома затоа што не сме направиле ништо во процесот. Тука има други нешта што влијаат, ќе дојдеме до нив. Тука има други фактори. Дали воопшто сакаат децата да доаѓаат на таа возраст да спортуваат? Во принцип, има доволно голема бројка. Во принцип децата тоа се знаете, тоа зависи од многу фактори. Пред се зависи од тоа колку ракометот е присутен на телевизија, колку е присутен во вашиот град. Значи, ако немаме ние култура како родители да ги однесиме децата на спортски натпревар, тука не зборуваме за ракомет. Како спорт. Да. Значи, а таа култура се повеќе се намалува затоа што родителите на моја возраст, помлада возраст и повозрастни од мене побрзо одат во кладилница да гледаат англиско првенство, него да одат да гледаат веќе там сега фудбал, Вардар, МЗТ кошарка или работнички, или Вардар ракомет или алкалоид. Значи, тука е една тема која што понатаму ќе ја начнеме родителите како еден круцијален проблем за во денешното време, но само да кажам дека има деца кои што сами го виделе ракометот и сакаат да дојдат. Тие се деца реално над 7 годишна возраст, 8, а оние малите се донесени од родителите како некаква активност или некаква желба на родителот, минато некое со ракометот и сакам и моето дете да тренира ракомет. Ние ги поттикнуваме, иако не слушаат, а че не слушаат сигурно, доста родители кои што имаат деца на возраст од 6, 7, 8, дека тие мора да бидат иницијалната каписла за тоа дете да проба ракомет, да виде ракомет, не се најде, виде кошарка, не се најде, значи едноставно да му бараат каде е афинитетот. Затоа ние и во нашата школа викаме да го открие афинитетот, а понатаму да го развие талентот. Значи, дали ќе го открие афинитетот за ракомет, ако го открие дека има афинитет за ракомет, понатаму, после 8, 9 години, 10 ќе се открие неговиот талент, а наша задача и нормално и на клубовите понатаму е да како ќе работат. Дали тоа значи дека онаа поделба на деца или млади кои се занимаваат со спорт само рекреативно и оние кои што имаат потенцијал тоа да го прават професионално, поделбата стартува кај вас или се уште е рано на таа возраст да зборуваме за оваа поделба? Не, значи во проектот во кој што ние работиме е проект во кој што сите деца се третираат исто. Исто? И тоа мора така да биде. Тоа е поради возраста? Тоа е заради возраста, така е. Понатаму веќе кога ќе влезат децата во селекција пионерска, нормално е некое дете да добива повеќе можност на терен, на надпревар, но во таа пионерска селекција не треба да има голема разлика меѓу без разлика. Еве ќе кажам пример, господинот Јордовиќ беше присутен на конференцијата во Хрватска. Тој има една многу сериозна функција, е прв човек на млади категории на Пик Сегед, еден од најбогатите светски клубови, европски клубови или светски, и тој меѓу другото го кажа, зборуваше и за овај дел, дека децата на возраст до некои 14 години не смееме да ги делиме без разлика на нивните квалитети. Има еден сериозен тренд во Македонија, кај што клубовите условно веќе почнуваат со трката кој е кој и на тие најмлади категории, кој е шампион, кој влегол во плейоф, кој не влегол во Final Four, кој победил, кој изгубил. Во недостаток на резултати во сениорска конкуренција, клубовите влегуваат во таква трка и тука се најчесто жртва клубовите. И ќе кажам уште една работа што е спомна тој, кој што е исклучително во ценам заради неговото искуство таму, што го има и нормално и знаење. Ситуација е една како пример за родителите и децата кои што се на возраст од 5-16 години. Значи, ние имаме вика две екипи, не ги условуваме различно како прв и втор тим. Ние знаеме кој каде што е. И се условно кажано, од вториот тим ние имаме повеќе деца кои што се на праг да потпишат професионални договори него првиот тим. Тоа значи дека прагот на грешка е секојаш присутен и ќе биде присутен. Јас сум личен пример на тој праг.
и тој ќе постои, не дека некој свесно го анулира некое дете, едноставно во моментов антропологијата, моторичките способности и созреаноста му дава натежнува на едно дете, а имате дете кое за 6 месеци ќе експлодира и ќе ги изненади сите. Во сето ова што го зборуваме, посебно на таа возраст, многу важна алка се родителите. Кажавме, пред се и нацел за детето да дојде таму, родителот треба да сака, да го донесе, барем да му покаже, да го внесе во тој свет. На кој начин детето страда тогаш кога родителот сака да биде тренер, тогаш кога не му дозволува на тренерот да биде тренер? Така, значи, спомнавме дека во првата фаза, особено кај овие, тоа е сега случај, последните години, кај што децата стартуваат со систематска работа во некој спорт, значи систематски влегуваат во некој спорт, да бидеме реални, кога ние почнувавме да играме некаков спорт, значи многу подоцна се влегуваше во некаква систематска работа. Обично улицата не учеше на фудбал, кошарка, ракомет беше нормално не е уличен спорт, овие останатите се многу поприсутни и влегувавме во ракометот, конкретно јас на 13 години. Што сега, например, да дојде дете на 13 години, ќе се замислиме дали ќе го примиме во школата, многу тешко ќе влезе во школата. Не сум само ја пример, тоа кажувам како тоа беше така праксата беше. Но од друга страна, јас како на 13 годишна возраст веќе имав сериозно добра техника на водење, контрола на топка, моторички способности развиени, затоа што ракометното во струга нас не учеше на тоа. Улицата не учеше на тоа. И училиштето, тоа е исто така една тема која што е интересна. Сега сакам да кажам дека ако во прва фаза родителите ги носат и се тие што треба да ги поддржуваат, со текот на времето работата се искрикува и родителите несвесно стануваат голем проблем во спортот, во ракометот, општо, било каде. Значи, со тоа што тие веќе се едуцираат и од гледање ракомет и од гледање тренинзи веќе го познаваат ракометот. Сите се сериозно субјективни, што е нормално. Моето дете е најдобро или е подобро од другото. И можам да ви кажам дека во изминативе 7-8 години имам и наслушано толку небулози и толку теории на заговор да тоа е. Вие допрво учите за ракометот. Тоа е значи многу интересна работа, од каде до каде се оди, особено во поголемите клубови и така натаму. Сега како ние да им кажеме, како да го убедиш еден родител дека му прави контрауслуга на своето дете. Тоа е навистина еден тежок процес, тоа треба да го прави и тренерот на екипата, но и човек кој што е задолжен за спорт. Конкретно во Македонија многу ретко клубови, дури и оние најорганизираните, има човек кој што се бави со млади категории. Зборам се за ракометот, не ги познавам другите спортови, кој што се бави со спорт во млади категории, како на пример сега да кажеме човек кој што не тренира екипа, а ги координира сите млади категории и се бави со вакви проблеми. Ова е секојдневие и тоа е нормална работа. Јас вчера имав ситуација на дете кое што е во подоцнежни години, да речам, веќе е во некаква селекција младинска, кај што родителите ми се јавија на некакво познанство претходно да бараат совет што да правиме. Значи, со детево незадоволни, и тоа не е ништо страшно. Родителот може да биде незадоволен. Детето, ако го гледа дома дека е незадоволно, нормално е дека треба да најде чаре за тоа, за да биде. Ама сигурно има и разговори од типот, ај, не го слушај тренерот, што ќе ти каже, слушај ме ти мен. Шутира јас кој ќе ти каже. Секако дека има. За таков тип на Секако дека има. Тогаш што настанува во главата на детето? Значи, тогаш прво и основно се руши авторитетот на тренерот. Тоа е првото и го имаме цело време го имаме. И минатата година го имавме кај што работе во клубот до јули месец оваа година. Значи цело време го имаш кај што тренер, родител му објаснува, му кажува, особено ако родителот е бивши спортист, без разлика ракометар, без разлика на неговото ниво, дали бил национална селекција или играл во малски клуб,
апсолвиран му е ракометот, јасен му е и сега треба на детето да му каже за разлика од тренерот како треба да шутира или како треба да е поставен. И тоа прво и основно му го руши авторитетот на тренерот и автоматски тренерот, детето на тренинг се што ќе добие од тренерот го зема со некаква резерва. Како ова да се реши, затоа што лично вие сте тренирале во друго време кога ти веројатно не смееш да помислиш со тренер да се однесуваш така. Тоа е неспоредливо. Да гестикулираш, да не слушаш. Прво родителите мои никогаш во живот не дошле на тренинг. Никогаш. Ние живеевме во мал град, јас сум од Струга и ние сами одевме на тренинг. Значи јас можам да ви кажам дека и во помалите места и во моментов имате ситуација таква. И тоа затоа излегуваат играчи со карактер од малите места. Дете се раѓа бланко со одредени генетски предиспозиции. Карактерот се создава во некоја почетна возраст од овие работи. Вие имате играчи кои што во моментов играат во младински категории, кои што ги чекаме да созреат само затоа што се чувани во стаклено звоно, условно кажано. Затоа што не виделе мака, што ви кажат старите, од различни аспекти. Секојаш бил тука родителот да ги решава проблемите. Нормално ти кога не решаваш проблемите, не можеш да созрееш. Проблемите те создаваат тебе, значи тешките времиња создаваат јаки личности и обратно, така да сакам да кажам дека од аспект на тоа дали мене родител мој да му кажал на тренер, тие не ни знаеле дали играм или не играм, зборам пионери, кадети. Дури ако дојдов, конкретно за мојата ситуација, кога дојдов во сениори да не играм, јас побарав да си одам и тогаш барав помош од мојот покоен татко да дојде да побара исписница во клубот, затоа што тие не играв, не ме пуштаа. И тогаш беше таа ситуација која што јас не можев да ја решам и се реши како што се реши. Но во моментов родителите од тој аспект се голем проблем, затоа што јас го спомнав и тоа во Хрватска, дека ние во Скопје, бидејќи имаме 10-12 клуба, имаме ситуација кај што децата шетаат од клуб во клуб. Тој има 14 години, а веќе сменил 4 клубови. И никаде не му учини, и никаде не му е добро, се некаде учителката го мрази. Значи, и родителот не му вика, ти ќе останеш тука и ќе им покажеш дека вредиш, ако туку ја менува средината. Него линија на помал отпор. Не тука, таму нема играчи, таму оди, таму. Што, пак викам, менторирањето и менаџирањето на играчи, млади играчи е сериозна работа во спортот. За жал Македонија многу малку посветува. За жал Македонија клубовите немаат луѓе кои што се бават стрикно со проблематика таква, има огромна потреба. Децата како деца се уште незрели, зборам 14, 15, 16 години во една страшно луда возраст, но што е најстрашно и новите родители млади, децата на транзицијата, кои што сега имаме семејства, покажуваат знаци на незрелост, на неконстантност, на недоверба и она што и ти го спомна, дали ќе игра напад или одбрана, веќе тука не е прашање на некој да не знае што сака, него конкретно тој сака детето негово утре да го издржува него, да успее, него да го издржува, ако може и кредитите да му ги исплати и да заврши се. Страна на оваа паричка, ајде да ја наречеме што сега зборуваме, родителите знаат да направат проблем. Од друга страна, родителите имаат ли на кои тренери и ментори да им веруваат? Во смисла, особено оваа возраст е сензитивна од 6 години. Може би доаѓањето во една школа, спортска, конкретно ракометна, за тоа дете ќе биде отворање на еден сосема нов и убав свет, променување на подобро на текот на животот, а може да се случи и се случува веројатно некогаш да биде
да се создаде една одбивност комплетна кон спортот поради несоодветно однесување на тренер, можеби навреда, можеби незнаење како тоа правилно да се изведе со децата. Значи, можат ли родителите да веруваат на тренерите? Имаме ли доволно добри стратези и тренери во Македонија во моментов? Вака се, од една страна, ако зборуваме за школите е една работа, клубовите се друга работа. Клубот, родителите, и тоа е една интересна патологија, обично барем во Скопје, ние се бавиме, значи кај нас владе едно помодарство, значи во одредени периоди. Значи помодарство во однос на клубот кај ќе биде детето. Значи треба да биде кај Кире Лазаров детето во КЛ7, кога сме биле КЛ7, не треба во Вардар да биде затоа што тие се шампиони, што во принцип сакам да кажам родителот не може да знае кој тренер ќе го тренира, односно не може да знае со кој човек има работа, но му верува на брендот. Значи тој му верува на Вардар. Тоа е не само тука, тоа може би и на пошироко. Не, тоа е нормално. Да. Му верува на брендот. Што не значи дека структурата надолу, ако Вардар е европски шампион, дека структурата надолу е поставена на здрави нозе и дека работат здрави личности. Значи не е гаранција. Во однос на школите, јас при првиот контакт со родителите, покрај оние информации кои им се потребни технички да ги знаат за тоа кај се термините, во колку часот, на која локација, јас им предочувам дека детето мора да го следите детето кога доаѓа и кога си оди на тренинг. Значи да го обсервирате. Вие си го знаете твоето дете. Дали е задоволно, дали е срекно, ако детето е срекно, ако детето чека цупка уште 2 сати пред да почне тренингот и е спремен да го носите, тоа е во ова фаза сосем доволно. Зборам во оваа фаза. Значи не во фаза која. Значи ако тоа, затоа што ние со спортот изминатите од независноста на Македонија, во спортот се изгубивме, основната нишка на спортот е изгубив. Децата треба да бидат срекни и задоволни. Да. Са нормално, децата треба да бидат срекни, не значи дека тоа е детска градинка или е тоа игротека, па некој ќе им исполнува желби. Хиерархија и правила, значи, така е. Многу е важно да вие го гледате детето. И тука ќе препознаете вие дали према некое дете се однесува некој лошо или добро. Особено новите деца кои што уште од најмала возраст многу добро перцепираат, многу добро знаат да кажат, затоа што јас имам дете на таа возраст и многу добро може да ми каже што како правеле, не од страна на струка, или да каже кој тренер каков е, дека тој вика, овај не вика, овај вика. Зашто имате вие секакви тренери, имате тренери кои што се Старков, оние нашо не воспитуваа, кои што не воспитуваа на еден друг начин, и имате нов тип на тренери кои што не смеат да подигнат глас, не сакаат да им удоволуваат и така натаму. Ако детето на тренинг во моментов не може, што кажано народски каска или не е вклопено, тоа нема да биде срекно. И тоа не е ништо страшно ако тоа дете замине и отиде таму кај што ќе биде. Ова е многу важно прашање. Ако всушност тренерите, менторите, учителите, бидејќи зборуваме за спорт, се тренери, всушност не му кажат на детето или на родителот искрено дека ова дете не е за спорт. Многу е тешко веројатно кога едно дете ќе порасне доволно, па само тоа ќе мора да свати дека не е за таа работа, а никој дотогаш искрено не му кажал не си за спорт и треба и е супер да правиш нешто друго. До 18 години ние како родители не смееме да ги обесхрабриме децата, затоа што тој после 18 години, особено во новото време во кое живееме, кога влегува во дел на студии на факултет, па заето може и е при крај на факултет и има веќе некакви потреби во животот, од девојка до другари до излегување, самиот статус во ракометот ќе му покаже дали тој треба да се задржи тука. Значи, што значи тоа? Горан, кога дошол во Скопје на 20 години да игра за Металург, дошол меѓу другото да покаже дека може да игра ракомет, да заврши факултет, апсолутно не предвидувајќи што понатаму. Значи можеше да се деси Горан да заврши факултет за година и пол, две,
и да се врати во струга. Но, во тие година и по две имаше некои промени во однос на мојот развој, кој што, кај јас како човек на 22-3 години, почнав да заработувам некои средства, кои што од година на година се дуплираа и почнаа да ми ги плаќаат сметките дома. И тоа мене ме насочи дека јас тука имам иднина, не требаше некој да ми каже, додуше ако ги слушав родителите мои кои што се повозрасни, требаше да се откажам затоа што ние не бевме приватно пензиско, немавме пензиско здравствено осигурување, тоа не постои ни денес. И нормално посваќање на некои повозрасни родители, тоа е страшно. Јас видов дека јас имам простор тука, како веќе возрасен човек, 23 години, дека ја имам простор тука да ова. Дополнително што мојот мотив да покажам дека можам да играм во клубов се претвори во мотив да јас да влезам во национална селекција. Затоа што бев викан, па си на поширок, па не си на потесен, па си на потесен, па не си во состав. И ти цело време мечтаеш, имаш амбиција, има сон да заиграш. Пошто да не се лажеме, тоа е врвот на една спортска кариера. Точно. Можеш да играш во било кој клуб. Национална селекција, барем за моите сваќања. Круна на... Така да и тие деца нема да имаат проблем со ова. Ќе им се покаже патот. Но вие имате деца кои на 15 години, 16 ќе излезат, ќе спаднат од една екипа, не се доволно застапени. Тоа не треба да биде тебе не те бива за ракомет. Има друга екипа, за среќа во Скопје. Ти да си во Струга, во Охрид, една е. Ако не си во неа, не си никаде. Во Скопје, греото е тоа дете да не продолжи на друго место. Да продолжи до една возраст додека не свати самото. Ако свати, ако не свати, тогаш ќе има проблем во некои подоснежни години, кај што ќе дојдеш да имаш фамилија, а ќе храниш фамилија од македонска плата во ракомет, во некој скромен клуб и тогаш тоа веќе станува проблем на општеството, не само на фамилија. Да, тоа и е. Низ овој разговор неколку пати споменавте Handball Talks настан или голема конференција каде што учествувавте, а беа дел звучни имиња, веќе докажани оние кои работат со помладите. Ова финале од разговорот сакам да го заокружиме со можеби најзначајните поенти, сигурно не са малку, но сигурно има нешто што ви остана како хайлайт, дека е важно и ние да го знаеме, а уште поважно да го примениме. Нели секогаш може подобро, но има ли некои точки од кои мора да се почне, кои сметате дека што побрзо мораме да ги менуваме, се со цел нашиот ракомет, нашата иднина во ракометот да биде добра и здрава. Добро прашање. Значи Handball Talks е конференција, втора година беше ова, во организација на Балкан Handball и господинот Жика Богдановиќ од Белград. Јас бев поканет како еден од двајцата учесници од Македонија, заедно со Борко Ристовски. Борко Ристовски беше во панелот за директори, менаџери на клубови. Јас бев во панелот за нова генерација, нов пристап. Имаше 9 панели, имаше 30 учесници, беа учесници од во различни панели беа и големи светски имиња во тренерскиот занает, како Червар, како Вујовиќ, како Каменица, беше Ивано Балич, беше Игор Вори, Мирза Џомба и актуелни тренери сега на клубови во бившите ју простори. Темите беа различни на панелите, од проблемите со ракометната игра, кај се движи ракометната игра, што треба да промениме во ракометната игра, до проблемите на тренерите и со младите играчи, и од проблемите со судиите и нивното влијание, како да се ограничи, до она што ние го разговаравме, кај што имаше представник од Белград, имаше од Загреб и беше господинот Јордовиќ од Пик-Сегет. Она што можам јас да го заклучам, го кажав и го напишав и во една од моите коментари и кај мене на социјалните медиуми, дека она што го зборуваше Јордовиќ е навистина фрустрирачки за нас делува. Далеку сме. Тука не се работи само за спорт, тука се работи за држава. Значи, државата ги има поставено на други гранки, а тука е надоврзена националната селекција, како богата селекција, како федерација, како федерација која што знае кај оди. И од она што јас можам да го поентирам кај нашиот разговор, значи ние што може да направиме? На краток рок ние не можеме, него треба да го смениме системот на функционирање од сениорски ракомет до најмалите, а тоа значи приклучување на децата во најмала возраст во
надпреварувачки ритам, за да ги задржиме, да ги анимираме и да добијат искуство. Она што друго треба да направиме е да го едуцираме, но многу поважно да го заштитиме тренерскиот кадар, а ние не го штитиме, а бараме тие да се надградуваат. Тоа никогаш нема да се случи. Човек што не гледа иднина во една работа, никогаш нема да се надгради. Таму да инвестира. Значи таму да инвестира. И третата работа која што бара подолг крок, тоа е инфраструктура. Ракометот е очаен во инфраструктура. Зошто е очаен во однос на кошарката и одбојката? Затоа што кошарката и одбојката се игра на димензии во секоја школска сала. Ракометот бара 40 на 20. Подхитно треба државата под логистика, под лобирање на федерацијата да изгради 5 сали. Затоа викам тоа е подолг план, олимписки циклус. Наредни 4 години ние мора да имаме 5 до 6 сали, а ако сакаме ние да извадиме нов Лазаров, нов Миркуловски, Мојсовски и така натаму, за да имаме квантитет. Го заштитиме ли тренерскиот занает, че има кој да работи со овој квантитет, а ако направиме сали, че има каде да работи, другото не може да не се случи. Балканот има неверојатни предиспозиции за ракомет. Балканот се уште има карактер. Луѓето во Балканот живеат тешко и имаат карактер во однос на Запад и тоа го знаат и на Запад. Но од нас зависи дали тоа сакаме. Тука ја ставам пред се државата напред. Не е помалку важна федерацијата, но сепак е зависна многу за инфраструктурата. Системот и тренерите може да ги заштити федерацијата, а инфраструктурата може да ја направи само државата. Ако макар еден родител, после овој наш разговор, одлучи своето дете да го земе за рака и да го донесе на ракомет или било кој друг спорт, веројатно јас и вие сме успеале во таа убава мисија. Јас ќе кажам само дека во Скандинавија, пошто комуницирам доволно со нив, ми идат на камп деца родители, нема дете што не тренира систематски спорт. Не постои такво, не смее да има такво дете. Каде? Во кој спорт? Е прашање на избор. Тие имаат многу поише избор, ние имаме помал, но имаме избор, само треба да ги земеме за рака и да ги однесеме да видат. Да го видат. Тие не знаат дека постои, тие не знаат дека треба. Да. Се она што во оваа прилика можеби не споменавме, ќе имаме друга прилика. Верувам и ви благодарам што секогаш, навистина секогаш сте достапен и расположен да зборувате на тема ракомет и спорт. Ти благодарам уште еднаш на поканата. Благодарам. До некоја следна прилика, реков, не само ракомет и генерално спорт, ги сакаме, според нас се значајни, затоа и ги отвораме сите овие теми. Го знаете нашиот термин, тоа е недела 16 часот и 15 минути. Ве канам и наредната недела да бидете одново со нас на телевизија Телма, а до тогаш сакајте го спортот и останете во добро здравје.